член 39 от Закона за локална самоуправа и свиквам 17-та редовна седмица на Съветът на община Демир Капи. За работа на седмицата го предлагам следния дневен ред. Точка брой 1 предлог отluke за измена на odluката за извършване на бюджетът на община Демир Капи за 2023 година. Точка брой 2 предлог отluke за утвърждаване на нацрт план измена и допълнуване на дух за отдел блок 12 от партиен на община Демир Капи. Точка брой 3 предлог отluke за одобряване на програмата за организиране на манифестация за Ден на правозарите Свети Трифон и изходена преподавателна на традицията Свети Трифон 2023 година в Демир Капи. Точка брой 4. Предлог отluke за собствено имущество на община Демир Капи в реализация на проекта по разпространяване на съветовалищен център за помощ и поддръжка на жертви на родово базирано семейно насилство. Точка брой 5. Предлог програма за еднакви можности на община Демир Капи за 2023 година. Точка брой 6. Предлог програма за работа на Съветът на община Демир Капи за 2023 година. Точка брой 7. Предлог програма за допълнение на програмата за работа в областта на разполагането с отдалечено землище по собственост на Република Македония на подрачите в община Демир Капи за 2023 година. Точка брой 8. Предлог бюджетски календар за планиране на бюджетът на община Демир Капи за 2024 година. Точка брой 9. Предлог заключен за усвояване на квартален извършител за извършване на бюджетът на община Демир Капи за четвъртият квартал 2022 година. Точка брой 10. Предлог заключен за усвояване на извършител за реализация на активностите на община Демир Капи в областта на социалната защита за 2022 година. На ова би сакал да додам още една точка, която ще стигна по-късно днес на комисия за финанси, която ще е баране от село Пърждево за празник от Свети Атанаси. И още един предлог давам точката брой 4. Предлог отluка за собствено чество на община Демир Капи в реализация на проекта по съставляване на съветовалищен център за помощ и поддръжка на жертви на родово базирано семейно насилство да се развива първа, поради причина, що възлагачът от Лагърци дойде специално за тази точка, да изпадне на отмисъл. За нея. Дали някой да развода? Никой не да разбор. Предлагам да гласуваме за продадена 11-та точка. Баренето от село Пърждево към за. Ще добавим 11-та точка. Еднократна помощ. И барене точката брой 5 да се разгледа първа на днешната седмица по дневния ред. Кой е за? Гласно. 4. Да, точката брой 4 си извинявам, че точката брой 4 се разгледа. Другите контекст, другите точки да се... Може Евгения за Божието, който ще да видят да се не тие, ще се... Просто после да се бъде 9 и 10 точка. После първата можем да дадам ясно, ще разана своя можности. Односно първата ще видим можности, да, може да се... Добре. Това да ви използваме? Може. Окей, договоря. Пред да поминем на точките от дневния ред. Предлагам да гласаме за условие на записника по държавата 16 редовна седмица на Съветът на община Демир Капи. Първично дали това сбор по odnos на записника от предходната редовна седмица. Никой не дава сбор. Предлагам да гласуваме кой е за. Едногласно. Записникът е усвоен. Сега предлагам да преминем на точките от дневния ред, като първа точка на дневния ред я предлагам точката по време на 4 предлог отluка за собствено имущество на община Демир Капи по реализация на проекта по съставляване на съветовалищен център за помощ и помощ на жертви на родово базирано и семейно насилство. Го поканвам възлагачът от председателство на съветовалищен център да отказва жизнешкост на глас. Добър ден, уважаеми съветници.
Драго ми е, и пак ќе кажам, и секогаш ме нагласувам, при предлозите, односно при лобирањето за воспоставување на овој советувалишен центар, кој што се отвори минатата година во септември 2022, согласноста најпрвично ја добивме од вашиот градоначалник и пак сте први кој што ме повикавте директно вас да ви образложам во врска со целосната улога на советувалишниот центар во нашиот Тиквешки регион. Уште еднаш ви благодарам. Јас сум Благица Коцева Тодорова, сум председател на Сдружение за родова еднаквост Визија од Кавадарци, кој што веќе постои повеќе од 30 години во нашиот град, кој што делува на женските права, делува за еманципација и јакнење на руралните и урбаните жени во секој поглед на општественото живење, политичко јакнење, економско јакнење и така натака, со тоа што последните 15 години веќе работиме на темата насилство врз жени и деца, кое што ни е една од главните цели на ова здружение, вклучително, како што претходно напоменав, јакнење генерално на жените во урбаните и руралните средини. Сепак сметам дека имате делумно познавање за советувалишниот центар, но јас ќе си дозволам да ви одземам малку време, малку по-конкретно, но нема да должам многу, да кажам која е главната цел на овој советувалишен центар, а тоа е да се подобри пристапот до специализираните сервиси за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство. Специфичните цели на овој центар е да се спречи повторувањето на идното насилство кај жртвите преку надминување на травмите и последиците од преживеаното насилство. Да се овозможи економско јакнење и осамостојување на жртвите жени кои што се жртви на семејно родово базирано насилство, да се спречи трансгенерацијското насилство, тоа значи пренос на собствените деца, да и тие во иднина не прераснат во насилници, да преку надминување на траумите и последиците од преживеаното и насилство кај децата, кои биле директни или индиректни жртви на насилството и семејното насилство. Целната група и целното подрачје ни е Тиквешкиот регион, во кој што спаѓаат општина Кавадарци, општина Неготино, општина Демиркапија и општина Росино. Морам да нагласам дека и ние успеавме да излобираме кај сите 4 општини и да го отвориме првиот регионален советувалишен центар во Македонија, поддржан од општините од овие 4 општини. Исто и тоа е за пофалба, затоа што секаде каде што одиме по конференции, семинари, вклучително и последниот настан кој што ни беше кај председателката се извинувам, жената на председателот кај Георгиевска, каде што исто беше нагласено дека нормално ја баравме нивната поддршка преку амбасадите за одржливост на овој советувалишен центар, така да сметам, не знам колку сте запознаени со Истанбулската конвенција, која што ги препишува правилата за воспоставување на овакви советувалишни центри, да ги има на секој 50.000 жители, така да ние се трудиме да овој не остане еден советувалишен центар, туку да прерасне бар минимум уште 2 во овој наш регион. Согласно на советувалишниот центар, кој што го отворивме во септември, како што спомнав, услугите кои што ги пружат во советувалишниот центар има ангажирано 3 специализирани, да кажем, професионалци, значи, според пропишаните стандарди, кои што ги пропишува Министерството за труд и социјална политика. Имаме социјален работник, правен советник и психотерапевт. Сите 3 личности кои што работат се со работно искуство и со професија според услугите кои што ги дават. Значи, сепак, тоа беше на јавен конкурс, кој што се пријавија, и двете личности кои што се социјален работник и психотерапевт се од општина Неготино.
Значи, немавме ние намера да се отвори, да се централизира самиот центар во Кавадарци, а вработените да немат простор, односно оние кои што се специализирани да имат простор да се пријават, макар и да се од општина Демиркапија или од Росон. Со тоа што оценивме и дадовме предлог да биде советувалишниот центар во општина Кавадарци, е според бројноста на жителите како најголем град во овие, најброен град во склопот на Титвешкиот регион. Па, според предвидените средства, кои што вие ги знаете од претходната година, и со цел сум тука да образложам зошто бараме уште околу 27.000 од ваша страна зголемување на буџетот, е токму поради тоа што наша главна цел е да овој советувалишен центар се лиценцира од страна на Министерството за труд и социјална политика и кога ќе ја добиеме ни таа лиценца, ние потпаѓаме со обврска спрема Министерството за труд и социјална политика да бидеме делумно, целосно финансирани од централната власт. Со оглед на тоа дека сите работи почињаат да се децентрализира и со обврска на самите општини да најдат начин, методи да одделат одредени средства за овој тип на финансирање на овие социјални услуги, како што знам дека имате и програма за социјална работа. Постоje Комисијата за еднакви можности, која што исто така делува на ова поле. Овие средства да бидат олеснување за општинските буџети со помош на Министерството за труд и социјална политика од страна нивна, каде што ќе бидеме делумно финансирани. Јас овој буџет веќе ви го поделиле, овој е новиот буџет, специфицирам поставки за кои што можам и детално да објаснам на отворени прашања од ваша страна. За самата процедура за лиценцирање на овој советувалишен центар ни се потребни овие дополнителни средства и токму поради тоа ги вметнавме пак со оглед на бројноста на жителите на секоја општина. Конкретно во Демиркапија од минатата година, кој што имавме предвидено и исполнети, пак ќе ве пофалам, морам да ве пофалам, бевте први кои што ги пуштавте средствата, поквартално и како е подоговореното, и тие 82.728 мислам дека беа, вклучително со зголемување на сумата, сега се 109.772. Тоа се отприлика 27-28.000 денари. Со оглед на зголемувањето на побарувањето од ваша страна на општините и тоа што мораме за да го лиценцираме советувалишниот центар, Министерство за труд и социјална политика бара минимално исполнување на стандардите кои што му се предпишани. Јас овој документ ќе го оставам, спомнав пред малку, каде што се предпишани некои работи кои што мора да се исполнат пред да се лиценцира самиот центар. Едни од условите се вработување на две лица, односно социјалниот работник и психотерапевтот, да бидат како вработени лица. Второ, да освен вработувањето мора да се изготват елаборат за просторот кој што го имаме ние во центарот, да се запазат некои технички мерки и процедури. Врз база на тоа се појавија трошоци кои што се зголемуваат во самото барање на зголемувањето на буџетот, кој што се обративме до сите општини. Сега конкретно, значи, за стандардните процедури, јас само принципите, значи, ќе ви ги вака јавно ќе ви ги прочитам, а вие можете детално, индивидуално да го разгледате самиот документ кој што е пропишан за стандардите на лиценцирање на советувалишните центри во нашата држава. Како принципи, значи, се родовата перспектива и недискриминација, итност и должно внимание, ефикасна заштита, почитување на интегритетот и достоинството,
одговорност и професионалност во постапувањето, должно внимание на правата, интересите и потребите на жртвата, трајност, доверливост при размена на податоци, сигурност, безбедност на жртвата и избегнување на дополнителна виктимизација, доброволност, принципиелност и согласност на жртвите за психосоцијална и интервенција на посетување на психотерапевтски сесии, како и со тоа што врз база на овие принципи има индикатори за работа на советувалишниот центар, има упатување, прием, проценка, добар ден, реализација и мониторинг, евиденција и документација. Согласно нашите склучување на нашиот договор за меморандум за соработка со сите 4 општини, вклучително и Демиркапија, ние, како одговорни на водењето на советувалишниот центар, доставивме првиот квартален извештај до општината за моменталната, односно заклучно со 30.11.2022 за септември, октомври и ноември, што има сработено, колку жртви има обслужено, какви услуги се дадени и врз база на тој квартален извештај ги оправдуваме нашите финансиски средства кои што сме ги намелени и потрошили, за вие кои што ни ја давате целосната поддршка, бидете информирани во комплет за тоа што ние работиме, а и секогаш оставаме простор, слободно да не повикате како што ме повикавте и сега, за дополнителни прашања, дополнителни разјаснување, затоа што никој не сме стручни за се во својата професија. Значи, секој си има одредена професија и добро е да се слушне, за да не бидеме погрешно разбрани, недоразбрани и да имате на некој начин прашалници, а зошто е воа? Сепак, вие сте тие кои што го давате вашиот подпис, вашиот глас, за ние да можеме да функционираме. Исто така се бориме, нормално, секогаш оде можеби некои работи кои што се од поголемо значење и има на некој начин кај што бара повеќе финансии, одат побавно, но сепак ние последните 20 години кои што работивме на оваа тема, на оваа проблематика, на некој начин ова отварање на советувалишниот центар ни беше плод на трудот кој што го вложивме уназад 20 години. Со тоа што исто така потребата се јавува за отварање и на шелтер центар, се извинувам, шелтер центар, кој што исто така е нужно неопходен да биде отворен во овој Тиквешки регион, затоа што овие жртви, кои што можам слободно да кажам дека во рок од 3 месеци кои што го направивме пресекот, има 51 жртви пријавени. Со тоа што можам да кажам дека оние кои што само телефонски се јавуваа, не ги евидентиравме затоа што треба да дојдат и да потполнат некои формулари кои што се во дискреција и се чуват само во самиот центар под ключ, каде што пристап нормално има само стручниот тим. И токму поради тоа, овие жртви, кога ќе направиме нивни насоки за реинтеграција во општеството, сепак можеби имат потреба да бидат засолнети за извесен период. Таквите начини, таквиот принцип за да ги засолниме и заштитиме во одреден период, сепак изнаоѓаме механизми да бидат сместени во кризни центри и во шелтер центар, кои што се најблиску до нашиот регион. Тоа ни е Прилеп, тоа ни е Скопје, тоа ни е Свети Николе, каде што можеме моментално да бидат сместени во тие згрижувачки центри. Сепак, мислам дека со давањето на вашата поддршка за одржливост на овој советувалишен центар, дека ќе гледаме да успееме, макар и преку донатори, странски инвестиции, амбасади, токму ми беше ни целта со посетата кај жената на председателот, за да можеме да добиеме и финансиска поддршка од амбасадорките, жените на амбасадорите, за воспоставување на таков шелтер центар и во нашиот Тиквешки регион.
Со оглед на iscrpувањето на сите податоци што ви ги дадов, и не сакам да ве задржувам повеќе, ви давам простор слободно да ме прашате, ако нешто имате нејасно, нешто како до објаснување, ако во моментот при завршувањето на седмицата, еве Тања ќе ме информира, испаднат некој предлог или прашање, слободно можете да ми се обратите и да дадам пак конкретен одговор на истото. Ви благодарам сепак за вниманието. Благодарам за вас, за предложението. Дали некој од советниците да разговор по однос на оваа точка? Да. Ајде, Александр. Да, помените, господин. Просторот што го користите Да. на советувалиштето. Во Кавадарци се наоѓа во закон, Да, точно. Во закон. Може општината да излезе во сусрет нешто да ви даде просторијата да намалите некои трошки. Така. Сега, значи, на место ви е прашањето и благодарам. Ние пред да го отвориме советувалишниот центар, прво што побаравме е од општина Кавадарци да може да ни приспособи простор кој што е под општинска собственост, за да можеме да ги избегнеме овие трошоци кои што се сепак 13.000 сега. Ние во претходниот буџет го предвидивме 12, а во ствари спаѓа 13 со данокот за така. Општината, кога се обративме, ни кажа дека според прописните стандарди кои што мора да бидат две простории одделни, да бидат со достапност за лица со попреченост и пристапност до граѓанството, нема таква просторија да ни предложи. Затоа бевме приморани и затоа се одложи толку временски период од 4 месечини или 5 месеци за отварањето на самиот советувалишен центар. Пошто во март ние го подпишавме меморандумот со сите општини, а отварањето, гледате, беше дури во септември. Еден од причините беше и изнаоѓање на тој простор и имавме среќа што во тој простор беше сместена здравствена приватна ординација, па се поклопија на некој начин коцките да ја напуштат просторијата, па ни да можеме да ја земеме. Значи, тоа беа стварно на некој начин моменти каде што сепак Кавадарци, баш според пропишаните прописи кои што ги бара Министерството за труд и социјална политика, не можевме да најдеме таков објект, затоа што ни баравме објект и во стамбена зграда, но мора да има лифт, мора да е на достапност, да може лесно да се најде тој простор, и тоа го пробавме, но не успеавме. И токму поради тоа немавме избор, но не е исклучена можноста да ако евентуално излезе по некој начин простор, исто пропишан со правила и стандарди од страна на Министерството, да го промениме и да најдеме евентуално поевтино. Значи, да не биде оптеретување на страна на општинските буџети. Но токму поради тоа, исто се извинувам што заборавив да ви напоменам, при условите за лиценцирање на самиот советувалишен центар е и минимум 6 месеци на постоење на самиот советувалишен центар, плюс вработувањето на овие две лица, а ние веќе во февруар правиме 6 месеци од самиот постоење. Септември, октомври, ноември, декември, јануар, февруар. Така, значи 6 месеци од постоењето и со вработувањето на самите стручни лица би можеле да аплицираме на првиот јавен повик кој што ќе го распише Министерството за труд и социјална политика. Тука може да добиеме на тежина за да го олесниме барањето на средства од општините. Например, ако треба сега да 100.000 да одвоите за советувалишниот, тогаш би можело да треба и 30 и 40.000. Затоа што зависност кога ќе ја добиеме лиценцата, а ние за да го лиценцираме мораме веќе да вработиме лица. А ние сме непрофитабилна организација, а никој од донаторите кои што ја направив некои консултации, дали можеме да побараме донација за одредена социјална услуга.
За жал, не можеме. Сигурно планот за во иднина ви е долгорочен, не е краткорочен. Затоа мора да се Токму мисли на на стратешки, значи да биде тоа ни е направено стратешки затоа што трудот за една или две години или пак да, например, еве овој тим на советници, градоначалник има слух за поддржување на овој советувалишен центар. Но кога би се смениле работите после истекот на мандатот, може би другиот тим нема да има. И не само кај вас, и во другите општини. Истото наше залагање сега да овие услуги, социјални услуги, се најде начин да се стават како буџетска задолжителна ставка, да, варијабилна во однос на средствата, но да биде пропишана по некои правилници кои што и одлуки, кои што секој индивидуален совет на општини го пропишува, да биде вметната како што имате ставки за инфраструктура, како што имате за објекти, така натаму, за патишта, да биде ова во програмата или на Комисијата за еднакви можности, или во програмата за социјална заштита. Рековте дека овие 3 месеци или 4, колку сте? Четвртиот месец. Четвртиот месец имате корисници, така? Резултати има, резултатите Јас можам само да кажам дека позитивни резултати има. позитивни резултати има од две корисници, односно две жени жртви, кои што насилството го можам да кажам уназад 10-15 години биле жртви на насилство и многу пати пробале да пријават, но се повлекуваат. Сега со помош на стручниот тим успеа да насилникот биде сместен во институција. Односно, овие што се здравствените установи, бардовци, не знам, охрабрување има и знаете ли, можам ова слободно да го кажам, дека во септември кога се отвори, корисничките први беа од Неготино и од Демиркаки. Значи, првите храбри кои што се охрабрија да дојдат да пријават. За жал, после дури декември и сега јануар, има кориснички од Кавадарци. Затоа што можеби, не викаме, јавната свеста на самата жртва, стравот од кој, што и како, и дали јас ќе бидам кажана, на некој начин можеби биле повлечени за да не дојдат и да го пријават насилството. Но, знаете дека имавме сега пред 2 дена, тоа беше медиумски на социјалните мрежи насилството што се случи во Кавадарци. Така да, охрабрувањето е тоа што на секој нас може да ни се случи. Без разлика, сега ние сме од страна на жените, но знаеме дека има и мажи жртви, но тоа е помал процент. Така да секој од нас е потенцијална жртва. Ако не делуваме и ако немаме слух за одржување на оваквите социјални установи, кај што пружиме помош и подршка, ние насилството нема никогаш да можеме да го сведеме на една минимална скала. Секогаш со оглед на статистиките кои што ги имаме последните 3 години во периодот на пандемијата, самите знаете дека имаше многу зголемување на насилството затоа што сите бевме затворени. И жртвата немаше начин да побара помош или да на некој начин го напушти домот. Благодарам и вас. Povedite, господин. Prvo благодарам за истъпното излагане си, бе некакъв ентузиазъм от тази работа, Благодарам. Все то горе, аз съм вървал, тъй като бих поддържал конституционното общество. Виждам и пресвидите колко е това информирано става от ваша страна на населението. Тук пак се информира, най-лошо се информира, хайде да речем в градските средини и така и така. Нали да руралните средини дали тук може некакво да се направи, що може във връзка с информирането? Благодарам на прашањето и тоа е едно од најбитните елементи, затоа што секои од руралните средини немат пристап или до социјалните медиуми. Сепак морам да кажам дека имаме Facebook страница, Instagram страница на Женски центар конкретно и на Сдружението за родова еднаквост,
кои што мислам во флаерите што ги доставив има конкретни податоци, а што се однесува за промоцијата, последната, мислам, предно, да кажам, заклуча со 2022, имавме во Демир Капија промоција и таа промоција правивме во сите 4 општини во соработка со Комисијата за еднакви можности, да може да ги повика и релевантните институции и поширокото граѓанство. Воедно, што се однесува на второто, на дополнувањето дека и од руралните средини исто така треба да дојдат до што повеќе информации за постојањето на овој советовалишен центар, заедно со Тања, пошто конкретно за Демир Капија зборувавме, кажавме дека во текот на февруари, малку да се постапи времето, да поминат овие празници, да продолжиме со промоцијата во руралните средини тука во општина. Да, во општина Демир Капија, со оглед на тоа дека јас би велела дека и 5 жени да дојдат, и 2 жени да дојдат, јас би дошла, затоа што тие 2 жени кои што се охрабриле да дојдат на самиот состанок или средба, би била информирана уште 2-3, пошто знаеме ние во малите места како функционираме кога некој кој што го познаваме ќе пренеси на некој начин за тоа што го слушнем како новитет, а ова кој што е стварно многу важно значење за намалувањето на населството. И така да со промоцијата продолжуваме и нема да застанеме, затоа што тоа е едно од неминовните фактори да што повеќе ги охрабриме жртвите, и тие кои што не се жртви да имат информација дека постои таков советовалишен центар во нашиот регион. Благодарам, дали кој друг од советниците два разговор? Јас само да давам поволни зборови за храброста на движењето кој се захватило со оваа проблематика и тоа сам за, аз сме потребен меѓу. Се разбира, таа осетива материја, само ќе ви порачам, треба да бидете дискретни и во секој случај тоа да си остане тајна. Секој човек кој ќе дојде да биде сигурен дека е вистинско место со вистински личи. Да, ви благодарам на насоките, кои што едно од условите, најбитното е дискрецијата и токму поради тоа, кога зборуваме за бројка, зборуваме само за бројка и евентуално поради тоа што мораме да кажеме дали е тоа жител на Демир Капија, жител на Неготино, жител на Кавадарци, тоа е заради бројноста да имате една представа дека има жртви кои што се охрабриле да го пријават насилството. Загарантирана е дискрецијата затоа што една минимална грешка, како што и сами спомнавте дека е тоа многу осетлива проблематика, затоа што тој што бил жртва бара спас, побарал спас во институциите. Јас не ги кривам институциите ако на некој начин ги отргнале и не дошле до решение со оваа жртва. Но многу од жртвите кои што дошле кај нас, кажале дека поради самата дискреција избегнуваат да одат во институции. За жал е така, може би просторот кој што се наоѓа, не соодветниот простор кој што има по тројца, четворица вработени, може да дојде до размена на информации, кој што сепак тоа би било повреда на самата индивидуа. Ви благодарам. Дали друг разговор? Иван Повед. Прво да се благодарам на Валица за соработката, како од нели представник на Комисија за еднакви можности. И сметам дека и сите ние заедно треба и како советници за тоа што ја одлучуваме за доделување средства во вашиот центар и во иднина да имаме успешна соработка и што повеќе трибини на територија на нашата општина, заеднички сите да се потрудиме да информацијата за постојањето на овој центар стигне до сите наши граѓани. Граѓанки, да се да речем, конкретно станува за жени и за деца, меѓутоа за да може да во иднина, мислам, не да Боже да има такви случаи, меѓутоа да бидат информирани и да може да се обратат кај нас. И во најскоро време, да се потрудиме да има трибини во околните населени места. Исто имавме успешна трибина
И се чуја дека беше на почетокот на декември месец. Така, во последниот месец од годината, Така знаме што дека беа представени поканети представници и од политички партии, и од администрација, и од мислам целата поширока јавност, така да сметам дека тоа треба да продолжи. Почесто може би да ги практикуваме тие трибини, за да може да дојде до поголемото број. да ни стане подоцна да го центарно на сите наши граѓани. За тоа што ќе не капе се го избори Да, ви благодарам и вас. Сепак, промоцијата е еден од најбитните фактори за советувалишниот центар и за било каква проблематика да се реши или каков проблем, така да ќе продолжиме. Заедно имаме многу добра комуникација со представниците од Комисијата за еднакви можности од Емир Капија. Јас стојам потполно 24/7 на располагање за сите дополнителни прашања. Благодарам. Дали некој друг сака да каже нешто? Јас лично имам едно прашање. Дали Сдруженијето, тоа советувалишниот центар, има некакви идеи за самофинансирање или потполно се подпира на општините и на Министерството за Благодарам и на вашето прашање. Сите конкретно тоа што јас може би испуштив при представувањето да го кажам. Не, морам да кажам дека не се подпираме само на овие средства. Зошто? Затоа што подпишаните ставки ги гледате за што се наменети, но што се однесува за самото опремување на советувалишниот центар, можам јасно и гласно да кажам дека јас сум таа која што издействував и бизнис секторот во општина Кавадарци, пошто таму имав повеќе контакти, да можат да ми донираат и мебел, и компјутерска опрема, и клими за загревање, и донации за купување на канцелариски материјал, почетокот, тонери и така натакви. Така да тоа ние со тенденција кога би се стабилизирало самата работа на советувалишниот центар и би станала уште повидлива, да се отвори жиросметка женски центар, на која што ќе при овакви презентации и промоции да бидат децитно запознати и бизнес секторот од овој регион и кој колку е во можност да може да донира средства на таа жиросметка, а тие средства да бидат наменети за евентуално жртвата, ако во моментот нема кај да се згрижи, да можеме да платиме престој, да можеме да испадиме во сусрет за режиски трошоци. Значи, принципот на воспоставување на самофинансирање, односно преку донации, ние овој начин кој што сакаме понатаки да го продолжиме. Тоа значи дека вие никој пат нема да поставите услуги кои што се наплаќаат. Не. Дека сите услуги кои ги дават центарот се бесплатни. Комплетно бесплатни за било кој да се обрати до... Да, токму поради тоа. Ние сепак функционираме хуманитарно и непрофитабилно како Сдружение за родова еднаквост и визија Кавадарци. Јас би сакал да напоменам само за гледачите од социјалните медии, ние гласаме за предлог одлука за учество на општина Емир Капија во реализација на овој проект. Не спомнавме со која сума потребно да го учествуваме, тоа приближно 110.000 дена. Сакам гласам 109.700, значи околу 110.000 дена. Со оглед на тоа дека буџетот на нашата општина е релативно мал и мерката е можеби непопулистичка, можеби ќе има некакви реакции, и тоа моје лично мислење дека ова е цивилизацијски чепор на моје мислење. Заради тоа што сега такви услуги кои се организира на нашата општина не може да се злоупотребат за и ако нема други своји да се завршувам, треба да објавиме гласање. Кој е за? Можете да е за, почнете се. Благодарам на вас. Дали можам да си одам? Мислам, за тоа и да не ви се
ем сте најмали, ем сте најтранспарентни, ем сте најпродуктивни и најболи подржувачи, значи многу ви благодарам уште еднаш. И прашање се поставувате за тоа што? Без прашање значи дека не ме слушате. Ако ми поставувате прашање, значи сте концентрирани на тоа што го зборувам. Ви благодарам уште еднаш. Тоа треба да се поддржи. И пак ќе кажам, контактите, да, дај Боже, вака викаме, кога починеме нешто со работа, секогаш викаме, дај Боже, имаме многу работа, а ние тука викаме, дај Боже, што помалку работа. Дај Боже да постоите, ама дај Да Боже немате да работа. Ви благодарам уште еднаш на одвоеното време и на често што ме поканите да бидам дел од Да, ви благодарам и поканите во Кавадарци да дојдете во советувалишниот центар и формално и неформално. Предлагам наредна точка да биде поврзана со првата точка, тоест како прва точка да ја разгледаме точка по гледа број 5, предлог програма за еднакви можности на општина Демократија за 2023 година и дано оздание. Како да се заврши. Предлог програмата за еднакви можности е една од програмите кои што на општина Демократија носи еднаш во годината. Оваа година предлог програмата беше изработена на поинаку принцип од претходните години, значи беше пред да биде изработена, беше од страна на представник на UNDP разгледана програмата за 2022 година, која што беше претходно занесена на Совет, со тоа што имаше од нејзина страна доста забелешки на самата програма, односно 3 препораки кои што ни беа укажани за изработка на програмата. Една од првите препораки кои што беше пред да биде програмата дадена како предлог програма на Совет, на комисијата на Совет, да биде разгледана од страна на невладини организации и издруженија на граѓани кои што работат на полето на родовата еднаквост. Една единствена организација која што на територијата на општина Демиркапија работи на таа поле беше невладината организација на Женско одбор, која што исто така беше консултирана за оваа програма, меѓутоа они начелно се согласија на програмата со препорака да во иднина ги вклучиме малку повеќе во реализацијата ние како комисија за еднакви можности. Втората препорака која што беше дадена е да има посебни да се одредат приоритетни области на делување каде што би се насочила самата оваа програма. И оваа година приоритетни области се областа на човечки ресурси, социјална заштита, економски развој, човекови права и здравство. Сега во поглед на областите на делување во самата програма се разработени начините во посебните области на делување, меѓутоа јас би се задржала на планот за реализација на програмата, каде што во табелата се дадени самите области кои што претходно ги споменав, значи 5 области кои што беа укажани од нивна страна, активностите кои што би се спровеле со самите тие, по 2 активности имаме од секоја област, временскиот период, одговорни за реализација, индикаторите, односно што со самата таа активност би се допринело и како плюс за општината и буџетот на кој што и финансиските средства кои што се определени. Сакам да напомнам дека оваа година, како и секоја година, така и оваа година, од буџетот на општина Демиркапија се определени 150.000 денари за програмата за еднакви можности, минатата година беа 100.000. Меѓутоа, секоја година овие средства не се искористуваат или се ребалансираат и така натаму. Меѓутоа, оваа година по препорака исто на представникот UNDP беше да програмата, овие финансиското учество на општината во регионален советувалишен центар, да од програмата за социјална заштита да се трансферира во програмата на Комисија за еднакви можности, каде што е напоменато во делот социјална заштита, финансиско учество на општината, тоа е износот од 109.779, затоа што станува збор за истата проблематика. Сега во другите области имате, како што се гледа од самата табела, активности кои што би се спровеле, значи активностите и оваа година кои што генерално голем дел, мислам, јас како член на членовите на Комисијата за еднакви можности и на женскиот дел од советниците, им испраќав активности за трибини, за обуки на кои што треба, нели, ако доколку имаат можности, доколку имаат време да присуствуваат. Така што за тие обуки оваа година се планирани 15.000 денари, меѓутоа колку би стигнали, колку би се реализирале тие обуки, тоа би било, нели, тоа во планот за во наредната година би го презентирале, а журирањето и анализа на родово разделена статистика се води во општината и таа мораме редовно да испраќаме во извештајот кој што ги испраќаме до Министерството за труд и социјална политика до крајот на март
секоја нова година за претходната година, кај што ги собираме податоците од општината, вработени за број на советници од јавните предпријатија, градинка, училишта, агенција за вработување, вработени, невработени за онаа поделени мажи, жени, значи со високо со ниво и степен на образование. Од социјалната работа, од Центарот за социјална работа за корисници на парична помош, потоа исто така од Домот на културата за бројот на деца кои што учествуваат во тие активности. Тука нема финансиски апликации, затоа што ова представа табела кој што ја водам јас како координатор. Во делот 2 во областа на социјална заштита е, како што го спомнав, финансиското учество на општината и тука сакам да споменам имам напишано 5 најорганизирани активности заедно со представникот и со регионалниот советоварен центар сме начално, како да кажам, договорени да одржуваме средби не само во урбаните средини, туку и во руралните средини. И исто споменав и на комисија дека имавме предлог од представник на политичка партија, конкретно од Наталија, од политичката партија, од независно, нели? Меѓутоа имаше добар предлог кој што јас мислам че го прифатам, затоа што за да стане ова да има поголем домет и за да може да се, нели, да се опати што е можда поголем број на лица, да тоа стане како една обврска на директорите на јавните предпријатија да испраќаат на секоја средба по 5 различни лица или по 20, по 3 кои сака да присуствуваат, за да може да стигне до што е можно поголем број на лица овие средби, за да може да бидат информирани, ако не лично, значи некој близок и така натаму. Исто ние во овој обележуване 16 дена активизам, кој што е од, мислам дека 16 ноември до почетокот, од 25 ноември до почетокот на декември, значи тогаш како и оваа година ќе организираме, нели, трибина, каде што ќе бидат поканети, и оваа година беше покрина преку страната на општината, лично беа поканувани лицата преку флаери, така што и оваа активност сакам ќе ја изорганизираме. Во делот на економски развој е планирана активност со Агенцијата за вработување, со представник од Агенцијата за вработување, за да се информираат, исто да се организира една работилница или средба, каде што би се презентирало на лицата кои што се присутни мерките кои што ги нудат од страна на министерствата и од страна на, нели, на државата за самовработување, за доквалификација, преквалификација. Тука имаме една организирана активност, 5000 денара се ставени во случај да нешто да е потребно, некој флаер да се изработи, за некој представник да побара финансиска помош, нели, за при презентацијата. Во областа на човекови права имаме средби, генерално имавме ние средби, јас како представник на комисијата и секретарот со делот со представници или со жени од руралните и со руралните средини, пред се да кажем, бевме во Бистрици, во Скорешница и во Прждево, заедно со невладина организација, каде што жените ги презентираа проблемите со кои што секојдневно се среќаваат. Дел од тие проблеми ние како, нели, представници на општината ги трансфериравме до надлежните служби кои што беа тука во општината. Дел од нив се решени, дел од нив се решават, некои треба подолг временски период да се решат. Во областа на здравството предвидени се активности, например во октомври месец е предвидена активност како е прогласена како месец за борба против рак на дојката, за информирање на жените, не дека не се информирани, меѓутоа за редовни мамографски и преди се гинеколошки прегледи. Ноември месец е планиран за здравствени проблеми кај мажите, така што тоа е некако во кратко финансиските средства кои што се определени тука по 5000 денари се за изработка на пари, меѓутоа начално може да се искористат и доколку некој од представниците дали од здравствените институции побара некоја финансиска помош, генерално и некои кои што ни држат обуки, знаете дека знаат да побарат финансиска помош, изработка на флаери, тоа доколку, нели, не се побара, меѓутоа ќе гледаме тоа преку страната на општината, преку генерално се случува да јас и колегите си јавуваме лично ако се организира некоја трибина, за да може да стигне до што е можно поголем број на лица. Јавуваме до партии, до невладини организации, каде што они преку своја линија си ги информираат, нели, своите членови. Тоа е тоа нешто во кратки црти кои што имам да го кажам за програмата, доколку имате да спомена божитото 150.000 денари, минатата година беше 100.000 денари, меѓутоа по препораките поставивме овој 779, 110.000 се ставени за помош и за одржување на регионалниот советоварен центар, преди минатата година нели беше за основање. Така што тоа е тоа во кратки црти околу програмата, доколку имате прашања, стојам на располагање. Благодарам. Дали некој студентите има прашања или се дискутира? Само? Не спомнам дека со работа со него
генерално од женско лоби. Значи ние не беше наша инициатива, меѓутоа они како на некој нивен проект, на нивна програма, бевме ние поканати како представници на општината, што општината има, например, што има превземено, кои се, например, генерално становище збора, например, за Бистринци, они има барање за изградба на улици. Ние во меѓувреме од општината имавме информација дека имаме одобрена изработка на тие улици, значи беа информирани за тековните работи на општината од наша страна. Ние како Женското лоби се водите не само оваа проблематика, туку и за инфраструктура прашува, као дете за улица Барај. Не бара, они бара улица, мислам, жените си ги кажуваа собствените, да, мислам. И сега ние, например, ние само ја споделивме информација дека веќе има одобрено од општината, но ние информации кои што не ги имаме како општина. Женското лоби хода по селото и за капитални работи расправа. Тоа беа прашања кои што произлезија не од женско лоби, беа прашања кои што произлезија од жените. Од жените произлезија прашања, не беа прашања кои што они ги наметнаа како прашања. Они беа чисто онака што имате да ги прашате представниците од општината во врска со работи кои што се однесуваат на општината и општинските работи, ние што ги имаме информациите, ги споделиме. Тоа што не машемо, останаме должни и тоа потоа му се јави на лица кои што не дополнително добивме информација. Дали некој друг бар збор? Никој не бар збор, бидејќи никој не бар збор, предлагам да преминеме кон гласање. Број 5, предлог програма за еднакви можности на општина Димитркапија за 2025 година. Кој е за? 5 за, против, здржани, 4 воздржани, точката се усвоила. По дневен ред предлагам да преминеме на точката подреден број 1. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на бюџетот на општина Димитркапија за 2023 година. Повикувам ръководител на сектор финанси от општина Димитркапија. Здраве на вас. Точка подреден број 1, според дневниот ред. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на бюџетот на општина Димитркапија за 2023 година. Державен збор. Благодарам, председателя. Предлог одлуката за измена на одлуката за извршување на бюџетот на општина Димитркапија за 2023. Ја правиме бидејќи добивме допис
од Министерство за финансии, од сектор за буџет и фондови, со известување дека во некои од членовите треба да се променат на некој начин, како некоја игра на зборови и сами може да приметите. Значи, се работи за следното. Во членот 9, став 1, алинеа 1 од одлуката, зборовите коефициент во износ од 26.755 денари се заменува со зборовите коефициент кој изнесува 2,7, а основицата на која се пресметува изнесува 26.755 денари. Значи, коефициентот за исплата на плата на градоначалникот е утврден согласно закон кој изнесува 2,7, а основицата на која се пресметува изнесува 26.755 денари. Во членот 18, во став 1 од одлуката, зборовите N2 се бришат, се додава програмата КАР или култура, и во истиот член, во став 2, зборовите соодветниот грански колективен договор се заменува со зборовите колективен договор за соодветната дејност. Претходно вие имаме доставено одлуката за извршување на буџетот на општина Демиркапија за 2023 година. Значи, ова се некои ситни корекции кои што ги искоригиравме и затоа треба искоригираме да им ја вратиме на Министерство. Дали некој од советниците во разговор? Никој не во разговор, предлагам за гласане. Точка 1. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџет на општина Демиркапија за 2023 година. Кој е за? 5 за, против, вдржани, 4 вдржани, точките се усвојат. Сега предлагам да преминеме на двете точки кои преостануваат, за кои образлагач треба да биде ръководител на сектор финансии. Точка број 8 и 20 се служува. Да, може. Точка подреден број 8, предлог буџетски календар за планирање на буџетот на општина Демиркапија за 2024 година. Благодарам. Исто така и буџетскиот календар за планирање на буџетот на општина Демиркапија за 2024 година. Ова е, значи, календарот со кој што се регулираат роковите на планирање на општинскиот буџет. Ова е, значи, исто техничка работа, како да кажем, значи, секоја година мора да го донесеме, каде што се прецизирани роковите за сите планирање на буџетот за наредната година. Благодарам. И исто така треба да биде доставен до Министерство за финансии, затоа го носим, за да може да им го доставиме. Ние го имаме во табеларен приказ. Дали од советниците ба разбор? Никој не ба разбор. Треба да гласаме. Точка подреден број 8, предлог буџетски календар за планирање на буџет на општина Демиркапија за 2024 година. Кој е за? 5 за, против, вдржани, 4 вдржани. Точките се усвојат. Преминуваме на точка подреден број 9 од дневниот ред, предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Демиркапија за четвртиот квартал 2022 година. Дава збор на ръководител сектор финансии. Благодарам. Почитувани, го имате пред вас кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Демиркапија за извештајниот период, односно за четвртиот квартал, или тоа е кумулативно од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година. Реализацијата на основниот буџет на општината, заклучно со четвртиот квартал, изнесува 81.843.181 денар од предвидени 87.108.581 денар, или тоа се 94% на приходната страна, и реализацијата на страната на расходите изнесува 75.390.091 денар, или тоа се 87%. Во буџетот на општина Демиркапија за четвртиот квартал реализирани се приходи во износ од 135.10617 денари, од планирани 142.771.496 денари од вкупно консолидираниот буџет на општина Демиркапија. Односно, тоа значи дека основниот буџет на општината и сите три единки во низиниот состав. Реализацијата на изворите на финансирање на општина Демиркапија на страната на приходите, по вид на приход,
Изнесува. Кај данъчни приходи от планирани 15 милиони 160 хиляди денари, реализация со 31.12, 16 милиони 598 хиляди или тоа се 110%. Кај неданочните приходи 5 милиони 654 хиляди планирани, реализация 2 милиони 820 или тоа се 50%. И капиталните приходи планирани 6 милиони 624 хиляди, реализация 2 милиони 425 хиляди денари или тоа се 37%. Кај трансфери и донации од планирани 115 милиони, реализација 113 или тоа се 98%. Или во вкупно од планираниот буџет од 142 милиони 771 илјада, реализација 135 милиони или тоа се 95%. Сметам дека нема потреба да ги елаборирам, значи, или да читам сега тука, нели го имате сите пред вас, разгледане, доколку имате прашања, може да стоја на разполагање. Ви благодарам на излагањето. Дали некој од твоите советници бара збор односно оваа точка? Ми, Зора? Да. Цела. Значи, ова е за цела година извршувањето. Али така се вика, потамнен извршување. И кој ги опфаќа, првиот квартал ги опфаќа од јануари до март, вториот од април до јуни и така на. Ова е севкупна реализацијата, значи, за 2022 година. Некој е биланцата на овој план. 6, 40, да може 8, и прегрете да му туни како се нешто волно. Сега, како ги гледаме ставка по ставка, сигурно меѓу тоа, кога ќе ги видиме консолидирано сите, не би рекла дека е така, затоа што секаде беше над 90%. Може и да приметите, значи, на страната на приходи, не, па може слободно да одиме поред и баш да искоментираме секоја ставка, не баш така. Дали некој бара збор? Никој не бара збор. Предлагам да гласам. Точка подреден број 9, предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на движещ општина ДДКП за четвртиот квартал 2022 година. Број за, 5 за, против, 4 против, точката се усвои. Предлагам да преминеме сега по ред, конечно, по дневниот ред, ако немате точка подреден број 2. Предлог одлука за утврдување на нацрт план, измени и дополнување на детален урбанистички план за прилог блок 12, обхват 1, општина ДДКП, под канал на регулиран сектор 12. Па урбанизам. Благодарам. Тони. Предлог одлука за утврдување на нацрт план, измени и допълнение на приход за дел от блок 12 по флатерен община ДДКП. Значи, станува збор за план, кој што е дел од блок 12 и тој ги опфаќа границите помеѓу обиколница ДДКП, улица Маршал Тито и улиците Јане Сандански. Станува збор за делот од градот каде што е градскиот пазар. Површината на планскиот офат е 1,34. Со овој план се планира да се дадат можности за оформување на кажни парцели, како што е запазуват и површината до градскиот пазар, така и за некои стамбени обекти. Со овој план се планира да се зголемат маркиците на овие гражни парцели и да се даде поголема капност. За стамбените до 5+2, за останатите исто 5+2, за градскиот пазар и за стамбено дело. Станува збор за офат кој што е помеѓу обиколница ДДКП,
Маршал Питро и Янец Сенгански. Благодаря. Дали някой от колегите два разбор. И аз имам прашане, дали как е по-точно, по-прецизно е изменето на Измената по-прецизна е къде що Централският пазар имаше со постоечкиот план по-мала површина, така и останатите стамбени обекти има по-мала површина, исто така имаше по-мала површина къде што се правија стамбено делови обекти и там имаше както спе, само приземи. Со ова се дава можност да се горне както спе за това. кои сте стамбено делови обекти? Това е местото къде што сега се бараките. Со сегашниот план се само бараките потврдени, со исти граници без можност за по-голема маркица градови и со по-голема капност. Значи тие како што беа поставени бараки кои што се во фаза на разлагање, такви со останалиот план се планирани да бидат во иста состојба, но со овој план се планира да се оформи граждана парцела тамо, да се сгорни маркицата и плюс тоа да се сгорни капност. Да не само да Значи пазарот се проширува. На пазарот му се дава по-голема површина за градење. Значи, кога ќе правиме проекти за изглед на градски пазар, да има по-голема маркица. Од сегашно е. Од сегашно е. Другиот дел за стамбени обекти. Другиот дел се стамбените обекти, кои што со стариот план има само потврдени маркици на постојни обекти, но со овој план му се дава можност секој кој што сака да прави добро да може това да направи. Доколку спрата смеат да градат во Демиркапија? Па секаде не 5+2 во правилникот е тоа кажано дека за стамбени обекти не може да има по-голема катност од 10,5 метра висина. 5+2. Везени плюс 2 спрати. Да. Во останатиот дел планот нема никаква измена. Нема никаква измена и тој се прифаќа оние граници кои што ги има, што е од околу планот. Значи само офатот кој што е кај обиколница, Маршал Питро и Јанец Сенгански кој што се заобиколува. Тука нема поместување никаква граница, само Никаква граница, постоечка сообраќајница, постоечка сообраќајница и ще утврдување на градени парцели со утврдување на површини за градба и тука по-детална разработка на паркинг простор за да може да го обслужи и градскиот пазар. Дали е два разбор? Тук не е два разбор, предлагам да гласаме. Точка погледа број 2. Предлог одлука за утврдување на насоп план измени и допълнување на детален урбанистички план за дел од блок 12.1 на општина Демиркапија. Кој е за? 9 гласови за, 1 гласови против се усвои. Предлагам, бидејќи Тони Петров има уште една точка, така, ако не се лажам? Да, точка 7. Точка погледа број 7. Предлог програма за допълнување на програмата за работа во областта на располагањето со градено земјиште во собственост на Република Македонија на поградишните на општина Демиркапија за 2023 година. Повели Тони? Хвала. Ова програма која што беше донесена во декември 2022 и ја надополнуваме бидејќи имаме нова граждана парцела која што има услови за да биде осуѓена. Значи ова во програмите за работа од областта на располагање со градено земјиште во точка 2 се дополнува со графички дел со нов графички прилог со обележена граждана парцела што ќе биде предмет на менаџирање и детален преглед на граждана парцела. Утврдена со студенчкиот проект со план за популација со намена 5.13 во површински соларни фотоволтаични екрани поставени на земјиште на КП 27+2
27/11, 27/12, 230/2, 230/9, 230/10 и 1208/7 за по-обистеници общи администрации. Изложението, да, нека човек иска да разбор. Никой не е да разбор. Това е третата парцела, която Во бисници, повечно може да излезе на проче. Да, значи после добавяне на съгласната от двата, тя ще бъде спределена. Това каквото го В останалите стига. Значи, да, значи община не има разпределение. Далеководи, да, на прошлата седмица исто така беше разпределена. Значи станува збор за граждана парцела, кој што може со самите инвеститори кои што ова ќе ја отприкат да оди директно за приклучок во МЕПС. Докато што во на транспортаница МЕПС. По 10 км. Мислам, зашто по површината на градба, значи можно е производство над 10 мега, кај што овие над 10 мега не мора да кажат. Значи они секако мора да градат собствена, но тоа е кога се произведува струја. Мора да оди во собствено трафот, трафот приклучат во мрежа на МЕПС. Добро има беше, не, тука нема далековод, ке мора сами да се градат. Сами далековод. До трафостаница на МЕПС. Станува збор за граждан парцели, кои што не се, значи, ќе могат да се приклучуват или на мрежа на Евана, или на мрежа на МЕПС. Но и едниот и другиот случај бара секој кој што ќе гради фотоволтна централа да има собствена трафостаница и со далековод да оди до точка на приклучок. Дали тоа ќе биде во мрежа на Евана или на мрежа во трафостаница на МЕПС. Дали го разбор? Никой няма разбор, предлагам да гласаме. Точка победа брой 7. Предлог програма за допълнение на програмата за работа в област на разполагането с градъчно землище в собственост на Република Македония на подачата на община Демократия за 2023 година. Това е за, 5 за, против, въздържани. Точката се усвои. Благодаря. Наредна точка е точката проверка брой 3. Предлог програмата за одобрување на програмата за организирање на манифестација за Денот на Лозарите Свети Трифон, насловена како неделата на традицијата Свети Трифон 2023 година на Меркатово. Давам збора на Телешко доктор Бровски. Благодаря. Програмата за организирање на манифестацијата Недел на традицијата Свети Трифон 2023 година оваа година е разпоредена во 4 дена. Е официјалната програма што е испечатана за поделување, може да разгледате. Започнува на 10 февруари, тоа е петок, со традиционалните натпревари во најдобра домашна ракија и најдобро домашно вино во општина Демиркапија. Следно е на 12 февруари, тоа е во недела, која ќе се реализира натпревар во закујување на винова лоза во лозов насад во Демиркапија. Потоа започнува традиционалната велосипедска винска тура, која е спроведена и се спроведува низ годините од спортскиот клуб Крисо во Демиркапија. Годинава се уведува новост со преку поддршка од локалното основно училиште натпревар во аутфутбол и исто натпревар во кошарка во спортската сала Тимчанга во Кабель. Завршува денот со театарска представа како се снима мрсен филм од аматерскиот театар од Кавадарци во Домот на културата Мирка Димова во Демиркапија. Следниот ден е 13 февруари, тоа е понеделник, почнува со читање на проза и поезија и доделување награди на победниците од литературниот конкурс кој го организира Основното училиште Тимчанга во Градот. Исто така
се спроведе изложба и доделување на награди на победниците од ликовниот конкурс на основното училиште Димче Ангелов Кабарат. Исто има сликање на самата сцена во Домот на културата Мирка Гинова. Музички перформанс, настап на училишниот хор и на малите патронари од основното училиште Димче Ангелов Кабарат од Миркапија. Исто ќе настапат и најмалите играоци од клуб Мирка Гинова од Миркапија. Попладневните часови ќе се изведе ликовна изложба на икони од ликовни колонии од 1999 година и во исто време ќе има ревијална изложба на традиционални народни носими во музеот на Гинова во Миркапија. Денот завршува со семинар на традиционална игра, музика и песна во спортската сала на Димче Ангелов Кабарат. Следно е официјалниот ден на Свети Трифон, 14 февруари, кој започнува програмата во 12 часот. Во периодот од 12 до 16 часот има базар на вино, ракотворби и производи од традиционални занајки. Во 12 часот почнува и церемонијално закривање на винова лоза и свечено отварање на прославата. Потоа се доделуваат наградите и признанијата од сите натпревари за закривање, за најдобра домашна рака и најдобро домашно вино. Продолжува програмата со настап на клуб Мирка Гинова од Миркапија. По нив се настап на фолклорен ансамбл Црна Гора од Подгорица Црна Гора, кои ни се поканети како гости да настапуваат. Исто ни се поканети и Кутјане Сардански од Метофина кои ќе настапуваат. Потоа и делот следува забавниот дел од прославата, каде оваа година ќе настапуваат Ристо Самарчиев и бендот The Hounds, со кои официјално ќе заврши целата прослава. И за бюджетот за реализација? Буџетот за реализација е 500.000 денари со вклучен во ДДВ. Ние имаме предоварен приказ за тоа како е разпореден друштво. Со се можете да разпореден И благодарам со дигање на рака, ако може. Дали некој од колегите баат збор? Јас само ќе се задржам на бюджетот од 500.000 денара. Тоа посебно да кажете. Тоа е најважно за граѓаните. Интересира ли колку би личинало цело задоволство за организирање на манифестацијата. И мислам дека не сме против нормално за самата организација, меѓутоа надоместот за настап на Ристо Самарджиев и на групата Каунци на водител е вкупно околу 150.000 денара, тоа се околу 2.000 евра. Мислам дека тие трошкови се преголеми на општина која што го исклучува уличното светување или щедиме, у криза сме, нямаме пари за ништо, блокираме ја сметката, а ние избиваме само 3.000 евра за да се веселим. Некако ми е како нелогично, би можело тоа да се скратат тие средства да се премерят на друго место. Таа е забележка моја. Благодарам, дали некој друг да разбор? Зура. Ќе се наврзам само на колегите. Значи, година на криза, година на щедење и така натаму. Општина Миркапија изгласихме на Володока за улично светлување, од тоа како се гасото улично светлување на Миркапија. И тоа за жал не функционираше од страна на општина на организацијата на националните светостанки. Сведоци сме дека општината се нарушува тотален мрак. Уште од реално, од центар натаму. Буквално да живеем во непокамна доба и сега има 500 денари за светотејство. Значи, на 14 сека осветиме и после тоа повторно на мрак живеем. Некако така тоа да бъде. Никој не е за против тоа. Дека треба да се обележи Трифон, треба да се обележи. Дека не се по традиција, така, понеделна традицијата за Трифон, и тоа според, и тоа сме дека не е по финансовата конструкција би можело некако по-подоцна. Благодарам, дали некој друг да разбор? Јас сакам да се наврзам лично. Значи, Миркапија го направи со тек на годините Трифон како централен настан. Најатрактивен настан тек на цела година е единствена организација повеќе
деловично се одружува, е ова неделна традиција. Фала Богу, веќе сме и прочуени за тоа. Меѓутоа, не знам дали општината има некаква анализа за тоа дали ние имаме посетители од страна и во колкав размер е посетата, дали финансиски има оправданост оваа инвестиција што е одржување на традицијата, тоа не може да се израчуна во некоја парична вредност традицијата, јас сум секој за традицијата. Меѓутоа, дали доколку се докаже преку анализа дека забавата е претежно за локалното население, тогаш се согласувам со коментарите на колегите од левата од моја страна, дека не треба да викаме многу атрактивни ансамбли, пеачи, да правим многу трошкови, туку да се направи колку е можно по-скромна забава за локалното население, кое што и онаки се весели, затоа што знае дека е организирано од општината, дека е празник на општината и така. Така, од таа гледна точка не се согласувам за ова буџетска реализација. Од друга страна, ако сакаме да остане овој празник недел на традицијата централен за Великапија, тоа што е минималното што треба да се покажа. Ќе се минимални пари, ако сакаме да направиме екстра настан, не може, ако сакаме и гости да дојдат на страна, тоа е минимум, да се разбере. И инсистирам после тоа општината да се заложи за таа некаква анализа и да знаеме кај сме и што сме и дали тие пари за наредната година да ги намениме за голема Богородица, каде што е летно време, каде што се одмори, каде што луѓето може да се движат, каде што може да се направи фестивал од 24 часа надвор и да се инвестират и дупло повеќе пари, ама кои ќе донесат финански фидбек, некаков профит за локалните бизнеси во годините кои се ваши општината да профитира, не само да троши. Добро да се одржа традицијата, ама традицијата за локално население може да се помалку буџет, а ако сакаме да привлечеме туристи, може буџетот се не е преминал. Тоа е моето излагање. Ако некој сака да додаде нешто, да што е Не, сакам да се напоменам само дека изминатите години што беше трипет голем, односно 500.000, имаше активности, така да мислам дека сега согласно со тоа што е штетно и ретирано буџет со одржување трипене символичен. Потоа беше намалено од наша страна на 750.000 денари, после беше не се ни организираше изминатите години, така да немаме ни трошкови за трифон. Затоа што имаше корона криза, пред тоа се случи една трагедија, која беше откажана во последен момент со трифон, така да мислам дека затоа што сите сакаме да сме слободни, сакаме традиција да продолжи, нашиот крај таков, Козарски. И почествуваме по тој повод овој празник, мислам дека будете дека е добре. Това е мојот мисла. Гледам ваквата манифестација на градска площад. Ако нешто време искуство и не дозволат премногу точно да не знам дали алтернатива има или ќе се прекине ова сета. Имате ли размислувано? Ако има премногу точно да не може да настапи црна поради гровци, што правим? Единствена опција е спортската Да, има алтернатива тоа. Значи има алтернатива, да, спортската сала. Тоа ми беше прашањето, може да Како и изминатите години исто така имаме се случили се дошли и се се, меѓутоа Горан премногу. знам, имаше исто. Не, имаше премногу дошли. Годината беше приемана, меѓутоа буџетот се... На време се премногите ще не се Знаеш како настав може че годината е покрена, на знам, сакам да кажам дека и со тоа се случи. Тоа беше така. Цела работа е даваме акцент за настан, кој што треба да формира општината. Ама нямаме главно време текот на годината
веднъж от 2 години, да кажем, веднъж от 3 години може да има дава. Или е много ладно, или има дощ, или има много ветер. Значи, много редко се крадува. Или не може да се ослониме на цветотрифо, когато се дава една за общо. Ако сакаме да бъде традиционален, трябва да е много по-скромно и много по-весел за локалното население. Имаме летно време празник, кој што мира Свети Трифон е разплен. Сите общо слава Свети Трифон, сите винари имат гости, сите манастири, църкви имат обреди. И ти не можеш да привлечеш народ да се отделиш, да се отръгнеш от властта, за да дойдат от тебе. В Богородица, например, има нормално селски градски слави, може се 10-15 от цялото но пак има можност да привлечеш народ от страна, които ще ти придат няма празник. Народ от страна са по-малко ще има. Затова не е как се беше Свети Трифон. По-малко и по-малко народ. Не е едностранно лъжито обработване да ги привлечем. И они имат Свети Трифон, не бива. Ще не разбирате, защото даже всяка Главно да се играем на граждан от наш народ. И затова потребна анализа. Повече. Само да додам ново население. Имаме покането луѓе от Гадис, кои сме збратимени от Полска, България, от Турција ќе имаме гости. Целта на бюджетот, што реално мислам дека после неколку години пауза, целта ни е да баш да го подигнеме, пак да го вратиме туризмот во Димир Капи и да привлечеме повеќе народ, да понудиме нешто добро како производ, за да можат тие да имаат причина зашто би дошли. Посетеност секогаш. Не сакам да спорам, да не се разбереме повече. Не сакам само, ако има некакъв начин анализа да се направи. Това е. Дали имаме нещо корисно, барем нещо, или е само чисти грош. Това е. Освен държуване на традицията. Това не се чува. Няма да ни чува тогава. Трябва да го гласаме. Точка програма брой 3, предоходите за одобряване на програмата за организиране на манифестация за Ден на Лозарията Свети Трифон на словена катедра на традицията Свети Трифон 2023 година. Кой е за? 5 за, против, въздържани, 4, точката се усвои. Благодаря, Степане. Предлагам да преминем към дневният ред. Наредна точка и точка брой 6. Предал програма за работа на СОЕ относно на ДКП за 2023 година. Пара сектор. Яна, Оле. Съгласно доводите на Съветът на община Димиркапия се изготвила годишна програма за работа на Съветът на община Димиркапия за 2023 година. По програмата значи се наведени ония задължителни акти, кои што текущата година мора да бидат донесени, затоа што истите не се предвидени со одредени одредби од законите кои што се во надлежност на общината. Јас сега не би читала по квартали како се, тоа што веќе имате сите пред вас програмата. Или тоа ние значи во текот на годината до Советот предлагаме донесување на други значи одлуки, не се само овие задолжителни акти, кои што се како произведуваат од работата и од надлежноста на общината, така се предлагаат и други точки, преглези, одлуки, заклучоци, значи правилници. Ова се само оние задолжителни акти кои што согласно законските акти и норми треба да бидат донесени до 2023 година. Кои што се согласно Благодаря. Далее колеги съветници плана сбор. Ние имаме детално програма функционална за работа за цяла година. Никой няма разбор, да гласаме точка подреден брой 6. Предно програма за работа на Советът на община ДКП за 2023 година. Кой е за? 9 за гласа. Точката се усвои. Предлагам преминем на точка подреден брой 10, предлог заклучок за усвоюване на извещи за реализация на подносите на община Димиркапия в областта на социалната защита за 2022 година. Слово е доктор Лидияна. Благодаря, председателя. Начално извещи произведува от програмата за работа за социална защита за 2022 година.
Инаку, согласно член 11 од Закон за социјална заштита, Советот е должен да донесе програм за социјална заштита, годишна програма, исто така и другата обврска е да донесе извештај за тоа како се реализирали предвидените активности во самата програма. Во програмата, покрај оној текстуален дел, значи каде што се наведени оние активности и мерки кои што беа предвидени со програмата во 2022 година, даден еден табеларен приказ на сите, значи, реализирани активности со во однос на тоа колку, значи, буџет беше одобрен и колку од тие, значи, се исплатени. По активности би оделе, значи, најмногу застапена е себарањата за еднократна парична помош, која што самите нели како советници ги разгледувате и во текот на целата година, значи, се доставуваат. Тука, значи, се одобрени 141.000 денари. Ова се фактички реализирани исплатени средства во 2022 година. Втората активност се реализацијата на проектот Општа корисна работа, која што во соработка со Центар за социјална работа и Агенцијата за вработување, општината е партнер по програмата Програма за развој на Обединетите нации, учествува со 20% буџет во проектот и како резултат на ова активност се реализираат во детската градинка Борис Трајковски во Демиркапија работно ангажирани 6 лица и во клон Бистринци и Горешница исто така по надлежност на детската градинка Борис Трајковски 7 лица. Во третата активност проектна народна кујна, значи претходно наназад и во тековната 2022 година со помош од Министерството за труд и социјална политика и во координација со Центар за социјална работа се реализира проектот народна кујна каде што се обезбедува, значи, допълнок за 13 корисници. Во четвртата активност наведено дека во претходната 2022 година обезбедени се социјални пакети за овие 13 лица кои што се нели корисници на проектот Народна кујна. Исто така во континуирано во текот на годината се доставуваат до градоначалникот и барања за парична помош за семејство за секој новородено дете. Во 2022 година изреализирани се 111.000 денари по основ на овие барања. За прв пат во 2022 година од страна на Советот беше донесена и одлука нели за распишување на конкурс за доделување на стипендии на ученици и студенти. Меѓутоа во делот на студентите не беше реализиран конкурсот, меѓутоа во делот на учениците се доделија 4 стипендии за ученици во средно образование. Исто така согласно мерката и активноста предвидена во програмата за 2022 година беше доделена и награда за првенец за генерација во 2022-2023 година во основното училиште Димчо Ангелов Габар во Демиркапија. Тука се изреализирани две награди од 3000 денари на 20 ученици во основното училиште Димчо Ангелов Габар. Осмата активност е подршка на проектни активности на Сдружение на граѓани, тоа што претходно го зборевме нели за отварањето на регионалниот советовалишен центар во соработка со Сдружението Визија Камадарци, каде што општината имаше собствено учество од 82.738 денари, тоа што и во тековната 2020 година ја поддржува истата активност. Деветата активност е доделување на годишни пакетчиња за деца од социјално ранливи категории. Ова активност беше реализирана од страна на Општинскиот совет за социјална заштита, каде што по пат на донација беа обезбедени и доделени 33 новогодишни пакетчиња за деца од социјални ранливи категории. Во рамките на програмата исто така беа доделувани од страна на Советот и финансиски средства до невладини организации. Тука се реализирани 18.000 денари во 2022 година. Исто така беа доделени и финансиски средства до спортски клубови за реализација на активности до областта на спортот. Во 2022 година реализирани се 484.980 денари, како и трансфери до верски објекти за одбележување на нивни, значи, празници 43.000 денари. Купно реализирани средства во 2022 година се 1.133.293 денари. Што видовме забелешка дека ова се во самиот извештај наведени и реализирани, значи исплатени финансиски средства, меѓутоа во иднина кога би го подготвували извештајот би ги наведени, значи колку се одобрени и колку се реализирани. Да. Реализација на активностите во област на социјална заштита.
збор. И аз сакам само да похвалам вака табелари на трите село, заради това, што се усетим дел от процесът и хубаво да се види на краят на годината колко сме помогнали като совет на община заедно с словата на физични и правни лица в областта на социалната защита. Дето никой друг не дава разбор. Предлагам да гласам точка проблема брой 10. Предлог заключно за усвоюване на извършка и за реализация на активностите на община на Белокапия в област на социалната защита за 2022 година. Кой е за? 9 за едногласно, точката се усвоила. Като 11-та точка, това е благотворното дневния ред в тази седмица, е обратно отваряне от физически лица. Давам сбор на председателната комисия за финанси, където дава един обаден да разложи защо се работи. Църковният отбор на църква Светия Панасий в село Кръстев с оглед дома с следната бара. По повод верският празник Светия Панасий се приготвя 31 януари църквата Светия Панасий в село Кръстево от Дъчно Кръстево. По този повод барам на област финансистка и материална помощ с вашите нужности и по ваше учество, за да можем да организираме това пространство. Заедно да плануваме и да дойдете за еднички благословия да виждаме нашия празник. Комисията традиционално за вакви работи е подобро 6 година. Да, конкретно това не само младската година е подобрено 6 година. Да, се слагаме се с служба, да не ги кой е за 6 година? Гласно. Ще се усвоила с това изцърпеме за точката от днешния дневен ред и аз запълнах 14-та седмица на своята